Добро вечер, сум Васко Ефтов, во емисијата во Центар на Алфа телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи. Бидејќи во наредните 50 минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Тема на нашата вечерашна емисија е тој судир помеѓу Никола Груевски и Лјупчо Георгиевски преку Маријан Додовски и неговиот обид да ја згасне ВМРО Народна партија, односно контрола врз тие 50 до 60 илјади десно ориентирани гласови, врз кого сега контрола нема Никола Груевски. Дали причините за тие последни политички драми кои случува во делот на македонската десница можеби лежат во тој кредит од 100 до 120 илјади евра кој има Маријан Додовски, кој е превен во антикорупцијската комисија? Некој се продава за 1000 денари, некој се продава за 100 евра, некој се продава за тоалети. Тоа е судбината на дел од народ. Јас сум Маријан Додовски, просечен граѓанин на Република Македонија. И како сите граѓани во Република Македонија кои живеат со нормални примања, со кредити, јас и така си живеам. Можеби многу македонци имаат долгови, иако со 120 или 100.000 евра, мислам дека нели се малку тие поретки, меѓутоа не е проблемот на тие 100.000 евра долг. Проблемот е зошто Маријан Додовски не е просечен македонец. Затоа што на просечен македонец, кога нема да платите рата 280 дена, нема да ве чекаат 280 дена, туку после 3 месеци вие покренува банката хипотеката. Јас сега сакам да го прашам гувернерот на Народна банка, кој е тој банкарски систем во Република Македонија и покрај тоа што Маријан Додовски има повеќе партии кои не ги платил, значи тоа е информација од декември, кои ги нема платено повеќе од 280 дена, зошто банките не му ги ставаат хипотеките на продажба? Во изминатите 5 или 6 години се направени мноштво на трансфери од редовите на ВМРО Народна партија во редовите на ВМРО ДПМН. Поранешната пратеничка Валентина Божиновска денес е председател на Владината комисија за верски прашања. Поранешната председателка на ВМРО Народна партија до пред 6 или 7 месеци беше председател на пописната комисија во Република Македонија. Поранешниот член на ВМРО Народна партија денес е министер за труд и социјална политика во владата на Никола Груевски. Легендарниот Паско Кузман, кој бил блиски пријатели со Лјупчо Георгиевски, член на неговата партија ВМРО Народна партија, е денес татко на македонската антиквизација. Маријан Додовски направи трансфер во ДПМН како што направи и претходните председатели, мислам на Весна Еневска. Дали можеме да очекуваме сега Маријан Додовски да биде иден председател на Државната пописна комисија, бидејќи Весна Јаневска како лекар или како доктор ја ставија председател на Државната пописна комисија, Маријан Додовски на некој начин го спаси Дојранско езеро, а сега политички се враќа да се удеви, што се вели политички во тоа Дојранско езеро. Од ВМРО Народна партија во ВМРО ДПМН денеска, можеби после првиот месец не видовме, ама денеска ги гледаме кои се цените. Сите тие добија некои функции, иако многу од нив добија и функција нели многу непријатна, да речеме, да спроведуваш фалсификат на попис. Така што и оваа екипа што заменик ги доби истите функции. Меѓутоа, она што сакам да го потенцирам, Васко, и што сакам да обрнам внимание до македонската јавност. Ние во овие денови бевме сведоци на еден обид на она што се нарекува државна власт, државна партија во Република Македонија, за разбивање на една политичка партија. Мала, не знам каква, меѓутоа разбивање на политичка партија. Како оди целата таа технологија на преземање на ВМРО Народна партија од страна на ВМРО ДПМН, заснување на партијата и работењето на терен за придобивање на одредени високи функционери и членови на раководството на оваа партија? На денот, да речеме, на ударот што го направија градоначалници на ДПМН, пратеници на ДПМН, собираа, значи, што им беше целта? Што повеќе председатели или членови на Централен комитет да ги сликаат на пресконференцијата во Holiday Inn. Значи, тоа беше една масовна акција со колеј нудење, со заканување, со притисоци, да ги однесат да ги сликаат на таа пресконференција, сликаа многу малку луѓе. И трета работа, многу карактеристична. Истиот ден, овде, да речеме, денот кога беше направен удар, телефоните ни ги исклучија. Значи, тоа е еден инженерик, каде што е на моќна, нели, и партија, значи од позиција на власт, ние имаме купување, имаме притисок за разнебитување на една политичка партија. Значи, кога ќе погледнеме демократската слика на Македонија, што гледаме? Пред некој време се случи уништување на медиуми во Република Македонија, сега се случува уништување на политички партии во Република Македонија.
ќе подсетам, другиот лидер на таа наречена, нели, друга десница надвор од ВМРО ДПМН беше затворен со казна од 7 години пред некое време. Третиот лидер замина на работа во Сомалија, нели? И сега наред дојде, нели, ВМРО Народна партија. Колку траат тие преговори помеѓу Маријан Додевски и ВМРО ДПМН, кој офицерот за врска на тие преговори помеѓу Маријан Додевски и структурите на ВМРО ДПМН, дали тие преговори стануваат после изборите на 5 јуни 2011 година или многу пред тие избори? Значи, ако човек анализира логиката на ВМРО ДПМН, таа е многу очигледна. Тие 50 или 60 илјади гласови. Тие им пречат. Пазите, тие 50-60 се повтараат на сите изборни циклуси, последните 4-5 циклуси. Значи некаде од 2005 и тие конечно решиле тоа да го расчистат. 11-12 година се повторуваат. Пред изборите тоа успеа да го направат делумно со Страшо Ангеловски, делумно со бранителите со помош на Горан Стојков и останатите, нели, лавови или команданти на лавовите. Дел од таа групација успеа да приберат, после изборите го затворија Љубе Бошковски, во Сомалија отиде Стојанче генералот, знаете, и сега е нападот во ВМРО да. Знаете зашо имам дилема? Вие бевте на некој начин во една летаргија после изборите. И тука беше еден смислен концепт на власта. Маријан Додовски признава дека имал комуникација од поодамна. Ако имал комуникација од поодамна, тоа значи дека свесно е носел партијата во летаргија. Зашто сега го прават тој трансфер? Да, тоа е интересно. И јас мислам дефинитивно дека ДПМН направи една грешка. Зошто ја направи грешка? Значи, од изборите, добро, нели, после поразот, сите паѓаме во некаква летаргија. Меѓутоа, што почна да се случува во ВМРО Народна партија? ВМРО Народна партија немаше никакви пресконференции. Единствен кој изборуваше од ВМРО Народна партија бев јас. Единствено зашто сум правил притисок врз Маријан Додовски е да прави пресконференции. Дури ни темите не сум му ги кажувал. Зошто? Знаат чиновите на извршниот комитет. Одбиваше да прави пресконференции? Па тој е председател, нели, кој треба. Не, одбиваше ли да прави? Да, одбиваше. И чиновите на извршниот комитет. Зошто, кое беше образложението? Ние да речеме темите зошто не правиме пресконференции на 4 извршни комитети сме ги поставувале. Секогаш имаше некој изговор. И вие веднаш правите анализата. Значи, например, јас ви имам направено 12 интервјуа со Маријан Додовски. После изборите на 2 пати има одбиено интервју, иако претходно тоа се нема случајно. Така, значи, првата немавме пресконференции. Второ, никаква посета на општински комитети. Трето, затварање на канцеларии во повеќе градови на општински комитети на ВМРО Народна партија. Свесно и умртвува партијата. Четврто, распуштање на младинската, распишување на конкурс за нов избор на председател на млади и на жени, и тој конкурс, и покрај тоа што заврши рекот, едноставно немаме избор половина години повеќе, и резултатот беше младинците се заминаа во напушти. И ако се сеќавате, тие го нападнаа него за таа неактивност. Умртвување на партијата. Умртвување на партијата. Оваа сила која сите можеме да ја видиме, едно знам, дека веќе од утре силно ќе се прошири на целата територија на нашата татковина Република Македонија. Едно нешто што знам, дека на вистина овде е силата, овде е вистината, овде е ВМРО. А секогаш каде што е Љупчо Ѓоргиевски, тука е и ВМРО. Како последен председател на ВМРО Народна партија, дозволете ми да го прогласам згаснувањето на ВМРО Народна партија и да го објавам низиното целосно структурно претопување во ВМРО ДПМН. Во ВМРО Народна партија постојано говореа дека на 5 јуни се случил одреден обид за фалсификување на нивната гласачка изборна волја, бидејќи всушност на тој 5 јуни на дело била презентирана целата таа машинерија на ВМРО ДПМН, на владата на Република Македонија, на инспекцијските и министерските служби на ВМРО ДПМН, и целиот удар бил насочен кон две адреси, кон Љубе Бошковски и кон ВМРО Народна партија. Затоа во оваа партија денес го постават прашањето дали Маријан Додовски можеби свесно работел на рушење на кампањата на оваа партија на изборите на 5 јуни. Колку време се сомневате ве во Додовски? Па тоа е негде после изборите, морам да кажам, после изборите. Иако сега според некои работи, мислам дека и пред изборите некои работи има. Меѓутоа, значи каде е грешката? Значи, меѓутоа ние сигурно ќе реагиравме за таа ситуација. Меѓутоа, јас сметав дека ДПМН стратегијата ќе ја терат вака работата со Народна партија да тече негде до локалните избори, и на локалните избори или да не се дадат листи, или да се стават некои луѓе нивни, и на тој начин Народна партија да едноставно да се умртви.
И мислам дека таа грешка скапо ќе ги чини. Зошто го направи тоа? Јас мисля дека го направи поради настаните во Струга и во Лабуниште. Меѓутоа пред 3 дена излегу анкетите во Дневник, кои што анкети апсолутно не се добри за власта, бидејќи на сите тие кампањи, на сето тоа немање на медиуми опозиционно настроени во Република Македонија, на сите тие градби во Скопје 2014 пуштање, триумфални капи, ракомети, кошарки, така натаму, кои власта на некој начин ги приватизираше од своја страна, власта е бетонирана на 23%, опозицијата се крева до 18%, на ниедна анкета на Дневник кои се прават изминатите 4 или 5 години, тој сооднос помеѓу власта и опозицијата не е толку тесен. Ако ги дадеме тие 2 или 3% којот на ЛДП, којот на ВМРО и така натаму, тогаш условно речено опозиционото гласачко мислење на некој начин е изедначено со провладиното гласачко. Мислам дека можеби тука треба да се бара причината зошто власта влага во тој условно речено завршен удар кон Лјупчо Георгиевски и десниот политички блок. Апсолутно, да речеме, јас кога анализирам ситуацијата да бе ВМРО ДПМН, ова работа ќе ја чекав до локалните избори да се одвија. Што е логички, логички. Нешто се случи нервозно, дали беа тоа Струга и сите овие работи, па сакаа да оние ваши изјави на BTV кои дали ги изнервира изјавата за реакција Дизниленд, нели? за Скопје 2014. Скопје која е прогласена за антимакедонска, да речеме. Значи нешто ако има. Ако не за Скопје 2014, значи си антимакедонец по дефиниција. Значи нешто има. Значи нешто има, некоја тука нервоза, меѓутоа таа нервоза им е стратешка грешка. Тие обично добро ги режираат работите, меѓутоа овој пат им е грешка. Велите дека неколку месеци го следите Маријан Додовски и имате информации не само за долговите негови, вие сте лично сведок дека тоа уште пред месец дена ви го имам кажано дека нешто се случува со нашиот лидер. Ние имавме интервју некаде почеток на декември, значи тоа е некаде крај на ноември. Информација која вие во форма тогаш на неофицијална информација ја кажавте. Меѓутоа по она што јас можам да го анализирам. Имам чувство дека клучниот настане некаде март месец минатата година и тој ваш голем митинг или конгрес или како да се нарече една конвенција која правите во Македонскиот народен театар, кај што имате 2 или 3 луѓе, мислам дека тогаш прв пат ВМРО ДПМН савати дека во ВМРО НП има сериозна опасност на изборите, тие 50 или 60 илјади гласови кои за нив може да бидат многу пресудни. Од тогаш имам чувство дека трае тој процес на кокетирање помеѓу ВМРО ДПМН и Маријан Додовски. Значи вака, тој на емисијата со Јанко кажа дека тој долго има комуникација со нив. Јас, нели, ние кога го добивме резултатот после парламентарните избори, постојано велевме што се случи, кај е предавството. Не може, анкетите дури на ДПМН ни даваа 4 пратеника, а ние останавме без ништо. И тоа е интересно, господин Георгиевски, линеарно вие само линеарно сегде 2 до 2,5%. Значи вие и линеарно, например, во трета изборна, четврта изборна или петта изборна единица, кај вас не ви фала 2000 гласови на едно место, секаде ви фала по 100 гласа. Сегде истото. Значи точно математички пресметано. Она што сакам да го потенцирам. Значи сега кога ќе ја вратам ситуацијата, на пример, колку ние доцневме во целата таа кампања, колку време ни доцна материјалите, колку доцна одевме со митинзите. Ќе потсетам, мислам тоа ние си го знаем, обструкција на секој поголем настан. Вие знаете дека, да речеме, Маријан Додовски предвидуваше во кампањата, значи за парламентарните избори јас да се појавам само на 3 места. Тоа беше неговиот план. Да речеме Скопје, Битола и Штип или Струмица. Кога почнам кампањата, јас видов дека тоа не ќе да биде така и дека со 3 мои појавувања, дека не знам како ќе завршиме, и тогаш влегов во кампањата и сите позначени места, колку што можеше во тие 20 дена да се посети, ги посетив. Сега кажете дека и кампањата свесно еминираше на некој начин? Сега ќе ви кажам некој, вие знаете ли дека ние листите повторно имаше опасност да не се дадат листите ако јас 100 пати не ја притиснав ситуацијата и на крајот еден тука правник го уфрли во последен момент да ги преземе тој решувањето на листите. Исто како 2008 Ние имавме многу елементи на сомневање. Зборуваа за дека ВМРО Народна партија повторно требаше да биде надвор. Сега вела дека компјутерот е однесен од штабот на ВМРО, архивата така натаму. Дали дел од тие информации можеби се давани во текот на изборната кампања, бидејќи вашите луѓе беа предмет на обработка? Значи, ние имавме една ваква ситуација. 200 луѓе нас ни се откажа, значи 2 дена пред денот на изборите да бидат контролори. Како може некој 4 дена пред денот на изборите да се нафати да биде контролор,
а 2 дена пред изборите да се откаже да не биде контролор. Значи некој му ги дал податоците на ДПМН. Веќе толку масовно, колку и да е успешна полицијата македонска, колку да е успешна таа машинерија на ВМРО ДПМН, тешко може 200 или 400 или 500 телефони да се контролират и да може да се знае кои ќе бидат контроли на како тие тоа избори. сите наши членови беа посетени од ВМРО ДПМН? Значи некој ги дал списоците. Значи вие имате сериозни сомневања дека таа работа и тие договарања се правени уште пред изборите. Кој е Според контакт? неговото кажување е така. Кој може да е контактот? Има некои спекулации дека тоа може да оди преку градоначалникот Да, градоначалникот на Скопје, да. Тоа мене ми е јасно. И има тука многу детали кои не сакам да ги отворам. Имаме само индиректни докази. Мислам дека плаќањето на некои луѓе во ВМРО Народна партија малку подолго време трае. Имам многу сериозни индикации за таа работа. Има многу спекулации за некоја фирма со така едно име на овоше, карактеристично за јужниот дел на Република Македонија, формирана можеби од господин Формирана во Додовски. ноември, негде во ноември, да. Со учество на блиски луѓе на ВМРО ДПМН. Да, ги проверуваме податоците затоа што една фирма е регистрирана во Загреб, така што податоците ќе ни стигнат наблизу, така што мислам дека некои вработувања малку постари се и нели вработување со земање плата, нели? Значи малце Така што- постари од тоа што е направено сега. Да. Некаде почетокот на И да, февруари. не сега да го коментирам тоа додека не ги собереме податоците. Пред да дојдеме до НАТО и до Европската Унија, почитувани битолчани, мораме да рачистиме неколку работи во Република Македонија. Ние имаме сериозен проблем со демократијата во Република Македонија. Тука е ВМРО Народна партија да ја врати демократијата, да го врати достоинството, да ја врати надежта кај секој македонец и да ја отвори иднината за секое македонско семејство. За мене е најважно ВМРО-ската идеја да живее во Република Македонија, да живее вистинското ВМРО. Длабоко сум убеден дека сето тоа ќе можеме како членови досегашни на ВМРО Народна партија да го оствариме токму во ВМРО ДПМН. Денес во ВМРО Народна партија гласно е поставува дилемата дали Маријан Додовски или поранешниот председател нова партија имал формирана фирма во Загреб со одредени високи функционери од редовите на ВМРО ДПМН и преку таа фирма всушност оделе трансферите кои стоат во позадината на целата ова политичка трансакција. За постоењето на таа фирма која прави одредени тргови и трансакции со вино, има одредени трансакции на пример со Виетнам, ние сакавме да поразговараме со Маријан Додовски, меѓутоа тој одби да учествува во ова наша вечерашна емисија. Ако Додовски вели дека клучниот проблем се случува на овие избори, парламентарни 2011, дека кампањата 2009 година ја води тој кој председател на ВМРО Народна партија и дека има добар резултат 40.000 гласови или 42.000 гласови на пола територија на Македонија. Иако вас ве обвинува за коалиција со СДСМ, тогаш се поставам прашањето, а кој ги правеше тие коалиции со СДСМ во Карпош? Кој ги правеше коалицијата со СДСМ во Охрид? Кој ги правеше коалициите во Куманово? Значи, вака сега. Кога луѓето ќе се изгубат и кога ќе почнат да зборуваат небулози, навистина ми стануваат интересни. Значи вака, многу добро знаеме во партијата дека советникот на ВМРО ДПМН во Карпош воопшто не сакаше да прави коалиција со СДСМ. Тој овде од Маријан Додовски 5 пати беше викан и со Стефче Јакимовски Маријан Додовски барем едно 15 средби има остварено за да ја договори коалицијата на ВМРО ДПМН со Карпош. Мислите на советникот на ВМРО Народна партија? Пардон за лапсусот. Значи советникот на ВМРО Народна партија за неговата коалиција со СДСМ во Значи има некаде 15 средби со Стефче Јакимовски. Да. Втора работа. Милија Јакимовски исто вели дека тој цени дека треба партијата не треба да прави коалиција со СДСМ, треба со матичната партија ДПМН. Јас ги слушам луѓето и не можам да верувам. Знаете ли вие, Васко, дека во овој момент Милија Јакимовски е советник на ВМРО Народна партија во Куманово, кој е во отворена коалиција со СДСМ, со Зоран Демјановски, со Зоран Демјановски и во исто време, како резултат на таа коалиција, тој е заменик директор на јавно предпријатие во СДСМовска власт. Во времето кога ја дава изјавата, тој е со градоначалникот на СДСМ во работна посета на Ирска. Што име на тие луѓе? Јас просто ги гледам луѓето и не можам да верувам
Кај е проблемот со етиката и моралот на Па луѓето? дури информациите велеа дека владата ги прави сите напори и обиди господинот Јакимовски да го врати од Ирска во Македонија да присуствува на пресконференцијата на Маријан Додовски. Ако сите ги ми се јавува, најверојатно има ли цел и него да го вратат? Второ, колку што јас информации коли се ставени на располагање на Маријан Додовски. Од службите ги знаеме полата кои во Источна Македонија, од општите служби на да може да изврти целата Македонија и што е интересно. Што поголем парадокс од тоа што ви го кажувам. Тоа што е интересно, господин Георгиевски. Маријан Додовски имаше 10 луѓе на својата пресконференција. Толку. Чинја заслужува да го види модерниот татко на македонската нација, заслужува да го види господинот Љупчо Георгиевски, бидејќи не случајно сиромаштијата, немаштијата и безидејноста можеме да ја видиме буквално на секоја улица, во секој населено место, во секој град во Република Македонија. Меѓутоа, деновиве сме свесни дека секој македонец говори една реченица, а тоа е: во времето на Љупчо најдобро се живееше. Во времето на Љупчо имаше за сите. Дека јас како председател, генералниот секретар и сите оние клучни функции во ВМРО Народна партија кои ги носат членовите, заклучно со председатели на општински комитети, членови на Централен комитет, се враќаме во ВМРО ДПМН. Дали Љупчо Георгиевски треба да добие 2 локации во општина Карпош од страна на Стефче Јакимовски како цена која треба да му биде платена за таа евентуална коалиција со СДСМ? Тоа се 2 локации кои вие треба да ги добиете во општина Карпош од Стефче Јакимовски. Значи 2 локации за изградба на деловен простор и стамбени згради. Дали вие имате добиено 2 локации во општина Карпош од Стефче Јакимовски за тој ваш трансфер или коалиција со СДСМ? Ова е конкретно прашање и ќе го одговорам многу конкретно. Значи, Маријан Додовски тука ме обвинува нешто дека сум бизнисмен. Јас кажувам дека сум бизнисмен и дека сум во градежништвото. Како што Маријан Додовски има бизнис во винарството. Сега што треба јас да правам од тоа дека Маријан Додовски се занимава со винарство, така? Значи, треба да има нешто алтернативно да работи. Ова фирма во Хрватска е во делот на мислам дека во таа работа да. Сега. Зашо Грозија не крстат у Калинка, например? Па не знам некоја камуфлација да треба да извршат. Меѓутоа, таа работа малку подоцна ќе ја дискутираме. Да ги собереме некои документи за некои трансакции што таму. Добро, што е со овие 2 локации кои вас ви ги дал Стефче Јакимовски? Ќе ви ја раскажам. За да направите идеолошки трансфер и коалиција со СДСМ. Ќе ви ја раскажам најприземно целата приказна. Значи, јас имам еден плац во општина Карпош, ама тој 12 години го имам како собственост и тоа може многу лесно да го проверат тука тастер ако сакаат да го проверат, нели? Значи пред 12 години. Уште период кога сте премиер на владата на Република Македонија. Тука негде, Македонија. тој период, да. Или после тоа, сега не се сеќавам. Сега. Значи, решавам оваа година да градам со еден партнер, во комерцијално, не за приватно, нели? И ми се случи 5 месеци од истата таа општина Карпош да не ми се дава дозволата. Постојано се наоѓа. Имајќи го во предвид, познанството на Маријан Додовски со Стефче Јакимовски, затоа што барем 10-15 пати има остварена комуникација, еднаш му реков: Маријан, толку често се гледаш со Стефче, прашај го зошто се кочи таа дозвола. Тоа беше муабетот од кој Маријан Додовски ја направи приказната. А во исто време, сакам најодговорно да кажам, со Стефче Јакимовски последен пат сум се видел пред 6 години на една трибина на јавна на телевизија што беше за некои економски теми. Пред 6 години јас со Стефче Јакимовски имам последната комуникација остварена. Мислам дека беше на еден телевизија. Или на еден беше така. Во дебатата за ОКТА. Може би таа беше отворена. Последен пат јас со Стефче Јакимовски тогаш сум се видел во животот. И пазете, ама најде што е многу интересно. Зошто јас луѓето просто не можам да ги проверам. Маријан Додовски беше тој кој одеше од Стефче преку разни услуги да ја наплати таа коалиција што ја направи претходно со СДСМ. Прашајте го Стефче колку пати му има досадувано за негови приватни работи истиот Маријан Додовски. И погледнете го ова безобразие на луѓето. Погледнете го, тој тоа што го прави, ми го префрла мене. Некои работи јас дефинитивно ќе морам малку да ги расчистувам во други институции, затоа што
Ваквите обвинувања веќе не можем да ги толерираме. Ќе го тужите Маријан Додовски? Да, веќе е поднесена кривичната. Кај се наоѓа таа локација? Во Бардовци. Во Бардовци. Да. Беше прво земјоделско земјиште, со тек на времето се претвори во... Зашто не злокукини, овие ВМРО-вци на власт некако меракли на злокукини, вие требаше повеќе злокукини отколку... Втората. А и што има еден друг парадокс. Вие знаете дека општина Капуш од Нова година доби право да продава земјиште? Од Нова година општина Капуш доби мандат да добива... Клучното прашање кога сте купиле во време на периодот кога сте били премиер или после премиер на владата на Република Македонија. Пријавена е во антикорупцијска. Пријавена ли е во антикорупцијска? Како кредит е пријавена или како собственост? Земјиште како собственост. Не, смислам дека еве, пошто и вие сте просечен македонски граѓанин, и Маријан е просечен македонски, и вие сите нели пријавувате така како кредит, викам да не е пријавена како кредит. Пријавена. Тука се поставува клучното прашање, почитувани гледачи. Зошто еве 5 или 6 дена после сите тие случувања во врска со згаснувањето на ВМРО Народна партија и таа пресконференција на Маријан Додовски, никој од раководството на ВМРО ДПМН немал средба со Маријан Додовски, немала средба ниту Никола Груевски, барем да испие кафе со Маријан Додовски и да му посака добре дојде во својата матична партија. Дали тоа значи, почитувани гледачи, дека Маријан Додовски воопшто не ги остварил желбите и амбициите на ВМРО ДПМН на Никола Груевски околу таа операција за пуч во рамките на ВМРО Народна партија, бидејќи 2 или 3 месеци пред целата оваа операција, дел од младинското раководство на ВМРО Народна партија преде во ВМРО ДПМН, ги дочека претседателот на младите на ВМРО ДПМН, се сретна пред влезот на партијата и подоцна отидоа да испие заедничко кафе за смирување. Кога станува збор за Маријан Додовски, тој беше оставен сам со неколку луѓе или своето најблиско опкружување или кабинетот на Маријан Додовски да држи таа пресконференција. На некој начин Маријан Додовски беше оставен како најосамената политичка фигура во тој момент во рамки на Република Македонија. Вие изминатиот период бевте бизнисмен, како што велите просечен бизнисмен во Република Македонија. Вие како бизнисмен сте ранлив од страна на тие инспекцијски служби на ВМРО ДПМН, управа за приходи, полиција, државна безбедност и така натаму. Колку тоа може да ве направи поприлично ранлив, бидејќи гледате Љубе Бошковски заврши во затвор, Велија Рамковски кој се спротистави заврши во затвор. Стојан Ченгелов мораше да напушти државата да работи во Сомалија. Колку Љупче Георгиевски е подготвен да го издржи тој притисок што може власта да го насочи кон него? Паско, вака сега. Ви отварате една тема кај што апсолутно јас можам да очекувам удари. Па би било наивно да не очекувате. Да. Ќе ви кажем една работа. Она што се трудам во овие години наназад е да не работам нигде кај што има ниту влада, ниту градско собрание. Единствено што работам е со одредени поединци, како што се работи. Договори за градби, со коефициенти, со сето тоа. Па да, со опозицијата полесно него со власта. Лесно може да се... тоа го велам, затоа што во минатите години имаше две обвинувања. Еднаш ме обвинуваа дека и ДПМН ми дава работа, не знам и тоа го имаше. Сега па овој го слушам дека СДСМ ми дава работа, иако не знам кај СДСМ може да ми даде работа. Фирмата е јавна. Може многу лесно да се провери во овие 8 години наназад дали Љупче Георгиевски се јавил на некој тендер, дали на локална самоуправа, на оваа како се вика владен тендер и дали тоа го има добиено. Значи, она што јас го правам, не сакам да работам со владата нигде. Но во изминатите за инспекции, за казни, за контроли, таа работа е во изминатите 2 години имаше 2 сериозни најави. Едната најава за апсење на ваш близок пријател и сопартиец. Дури имаше сериозни индикации дека му се спрема апсење, човекот беше, ако не се лажам, 1 или 2 недели надвор од Република Македонија. Премногу грубо власт излезе со напад на вашата сопруга пред 7 или 8 месеци. Пред парламентарните избори кога беа? Пред парламентарните, дека еден од босовите на тутунската мафија во Република Македонија. Комплетно измислена приказна таму што беше. Тоа значи дека можеме да очекуваме нови напади на власта. Ако ги гледаме изјавите на власта и на владините аналитичари 1 или 2 дена после тој трансфер на Маријан Додовски, кај што јасно кажува дека им се потребни тие 50 или 60 илјади десни гласови што не се под нивна контрола, тогаш може да се очекува напад и кон вас. Јас во Македонија се чувствувам како да сум во 90-91 година. Значи, против мене има она што се нарекува арсенал, за жал на веќе скромен медиумски пристап и тие маваат, да речеме, со сите средства. Погледнете го, да речеме, што е карактеристично. Македонска телевизија, Канал 5 и Сител не побарале ни една изјава за настаните, постојано пуштаат изјава
од другата страна и експерти да ја пропратат таа изјава. Пазете, тоа е систем што во времето на Глигорije Гоговски не функционираше во Република Македонија. Во времето на Љупчо Ѓоргиевски, во таа влада, 98-2002 година, најдобро се живееше во Република Македонија. Имаше најмногу демократија во Република Македонија и едноставно беше период кога се градеше Македонија и кога се бранеше Република Македонија. Ѓоргиевски отворено соработува со СДСМ, дури представува вистински послушник на Црвенковски. Во јавноста постојат многу шпекулации за тие тајни средби на Љупчо Ѓоргиевски со Бранко Црвенковски и со Никола Груевски. Еве што затоа самиот Љупчо Ѓоргиевски кажува. Имавте пред 2 години во интервју со мене на изјава за бугарофилите или 2/3 од бугарофилите во извршниот комитет во ваше време и во централниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ. Маријан Додовски од бугарофилите или од небугарофилите во таа партија? Топтан со сопругата негова. Во бугарофилите. Барем едно 50 муабети од него сум слушал како он знае некои други работи од историјата, а не е ова што ни се кажува. Знаете зашо ја прашам? Кој човек ќе анализира неговата изјава? Националното предавство на Љупчо Ѓоргиевски дека наводно ќе коалицира со СДСМ, а не е национално предавство, нели? Како што ВМРО-ДПМНЕ го третира вашиот став во однос на антиквизацијата, вашиот став во однос на бугарското прашање, вашиот став во однос на илинденскиот период и на формирањето на тогашната ВМРО или БМРОК или ТМРО или така натаму. Значи тоа Маријан воопшто не го проблематизира. Сега се враќа вели од патриотски причини во рамки на ВМРО-ДПМНЕ, која застапа од овој момент апсолутно тајна политика на антиквизација, политика на негирање на се она што може да асоцира на славјанскиот карактер на Република Македонија или на македонската нација, на македонскиот народ и македонскиот идентитет. Тоа значи за Маријан Додовски веќе станало прифатливо, а он вас не ве напаѓа на тој идеолошки план, туку ве напаѓа на класично политички план. Тоа е проблемот, барем со 20 истакнати имиња во ВМРО-ДПМНЕ денешка. Не е проблем само тоа на Маријан Додовски. Тоа е проблем и на половината од тие предпоследниот пат што заминаа од ВМРО Народна партија и на еден куп таму раководството на ВМРО-ДПМНЕ. Проблемот е што тие личните ставови и позиции кои ги граделе и со кои раставе, денеска ги ставија на страна за да бидат добатливи на лидерот таму за антиквизацијата и целата таа приказна која нема врска со македонската историја. Значи, Маријан Додовски си е во тие 2/3, значи да не се секираме. Да не се секирате. Значи си бил кадровски правилно селектиран, негуван и растен до министар. Парадоксално изгледа, меѓутоа од 90-та година и јас страдам само од бугарофили. Значи, од 90-та година против мене работат, гласат, роварат само бугарофили. Ја не знам зашто некојаш парадоксот така. И Тодор Александров од бугарофили убиен, е убиен од Србија или не знам од некоја друга идеолошка провиненција. Сте имале ли средби со Црвенковски со Никола Груевски? Значи вака. Во изминатите 2, 3, 4 години. Бидејќи знаете, вака. Нападите кон вас беа од двете страни. Значи, едните напади дека сте бизнисмен, дека сте имали последните неколку месеци 2 или 3 средби со Никола Груевски, дека сте договарале со него локации за одредени ваши градежни. Тоа може да се зафати. Од другата страна се доаѓаат овие други обвинувања дека сте во коалиција со СДСМ, дека се сретнале барем еднаш пред изборите со Бранко Црвенковски. Значи тоа се тезите кои се стават на маса. Господинот Никола Груевски во минатите 6 години сум се сретнал 2-3 пати. А со господинот Бранко Црвенковски се сретнавме пред изборите во просториите на Ајден телевизија заедно со Маријан Додовски. Значи Маријан Додовски на таа средба. Да, тој беше организатор на таа средба. Маријан Додовски организатор на таа средба. Каде што имаше, да кажам, културно разминување на ставови за изборите, побаравме ако може да ја загнат контролата. Тоа беа ставовите и разговорите кои беа. А со Никола Груевски, ако сте имале 2 или 3 средби, а веројатно сте имале повеќе, каде се тие средби во владата? Во владата, претежно во владата, и мене ми е жал што после ниедно од тие средби, секогаш после тие средби сум се почувствувал измамен и после секоја од тие средби, после недела дена сум добивал информации дека некој нов удар се спрема врз мене и така што мислам дека веќе приоѓам несериозно на тие средби ако нели бидат во иднина. Долгот на Република Македонија надвршен ќе достигне 6 милиарди долари.
2002 година 1,6 милиарди долари беше долгот на Република Македонија. Значи имаме една неразбирлива политика на постојано задолжување на Република Македонија. Некој тие пари еден ден ќе мора да ги врати. А цехот на крај секогаш го плаќаат граѓаните на Република Македонија. Нашата заложба била и секогаш ќе биде напредокот на Македонија и сметаме дека единствено во ВМРО-ДПМН можеме да ги реализираме нашите идеолошки и стручни знаења кои придонесуваат ко општиот развој и се за доброто на граѓаните на Република Македонија. Колку финансиски денес тежи Љупчо Ѓорѓиевски и дали се точни тие информации кои јас ги добивам од Софија дека воопшто не се добиле бугарски пасош? Колку тежи Ѓорѓиевски, не знам, сега правиме завршни сметки, ќе видим. Јас морам да ви кажам како и секој бизнисмен, ќе видиме сега доправа како ќе испадне, дали сме во загуба, дали сме во... Говорат за голем имот ваш, во Делчо, во Берово, во Скопје, па се знае ова тој. локација во Карпош и Знаете, така. имаше едно време после 2003 година во секој град прогласија по еден имот на Љупчо Ѓорѓиевски, па после 10 години луѓето мислам дека веќе ги препознаа. Меѓутоа не може да се каже дека сте сиромашен човек, Да. значи ајде на некој начин така да ја позиционираме таа дебата. Очигледно живеам подобро од нормалните граѓани на Република Македонија. Колку тежам, можам приватно да ви кажам сега, најте до 28 се поднесуваат финансиските извештаи. Навистина во овој момент и мене сметководителката не ми кажала колку ќе биде профитот или загубата на фирмата. Имате ли бугарски пасош? Паско, имаше попис неодамна, јас сум еден од тие што успеа да се попише. Таму го дадов мојот одговор за прашањето дали имаше такво прашање дали имам двојно државјанство. Очекувате тоа да го објави? Па власта има информацијата. Нека објави. Штом власта не објавува? Таа нека си објави. А може затоа и не испадне успешен пописот бидејќи власта не сака да објави таа информација. Не знам, може. Да, може. Добро, се може како што рековме на почетокот, Маријан Додовски кога става председател на пописната комисија, да, може да добие информација. Може да добие таа информација. Останете со нас и по рекламите, опростете крајот на нашето вечерашно интервју со Љупчо Ѓорѓиевски на тема што се случуваше и кој стои за тој пуџ во ВМРО Народна партија. Well, now you see, I have grown up. Your smile is like a piece of luck, though I don't see it enough. I'll be trying. You gotta look through my happy eyes. Look through my happy. Се е лесно кога толку многу ги сакаме. Бекутан. 30 години љубов и грижа за нашите малечки. Од сега во ново пакување. Ало, Душо, доаѓам со шефот, подготви нешто. Дете, веднаш се враќам. Повелете, комшивке, се врзам, ми доаѓа важен гост. Лепаничете, комшивке, имаме се. Јас знам дека секогаш можам да се потпрам на вас. И тоа со целосна доверба. Јас повеќе би сакал чаша мело. Повелете, комшија. Секоја генерација го заслужува својот Јарис. Новиот Јарис од Toyota. Дали може би врската на Маријан Додовски со ВМРО-ДПМН е скопскиот градоначалник Коце Треновски, бидејќи е интересен фактот, почитувани гледачи, дека никој од ВМРО-ДПМН не го пречека Маријан Додовски кога тој згасна ВМРО Народна партија и ги префрли членовите во рамките на ВМРО-ДПМН. И тоа остава простор за сомнеш кој е всушност офицерот за врска кој прави целата таа операција. Што ќе случи со ВМРО Народна партија? Сите ве прежалија, рекоа дека Љупчо Ѓорѓиевски веќе зрел за политичка пензија. Анкетите не оговорат тоа, значи на сите овие турбуленции околу ВМРО Народна партија, на сите овие бочни удари кон ВМРО Народна партија, на целиот тој трансфер, условно речено на тие българофили што кажуваат од ВМРО Народна кон ВМРО ДПМН, вашиот рейтинг е 1,2%, што ве прави трета по сила политичка партија во Република Македонија. Она што од самата 90-та година до ден денеска е основно мото и по што можете да го препознаете Ѓорѓиевски е дека Ѓорѓиевски не пати од рейтингот. Ѓорѓиевски ги кажува своите ставови и Ѓорѓиевски е тој што сака да го менува јавното мнение.
Значи, јас никогаш не сум одел по тоа што мисли јавното мнение. Напротив, секогаш одам со конкретни, јасни, чисти позиции. Ако луѓето го разберат тоа во моментот, во ред. Ако не го разберат, ќе го сватат после 5 години, после 10 години. Меѓутоа, тоа е секогаш проблемот со моите идеи. Така што и овој пат ние сме тука за да ја покажеме јасната разлика меѓу ова узурпирано ВМРО ДПМН како идеја и како луѓе, тоа е веќе втора работа, и основните идеи на ВМРО, таа што ја формиравме 90-та година. Ако ги гледа човек трендовите, тогаш веќе сигналите кои се дават помеѓу неколкуто опозициони партии во рамки на Република Македонија, Мендух Тачи, Руфи Османи од една страна на албанскиот дел, Бранко Црвенковски, Андре Жерновски кој вели да, Бранко Црвенковски е ваков, таков, тој има да донесе победата на Никола Груевски, ама сега е време за едно политичко обединување на опозицијата. Дали е создаден амбиентот за едно политичко обединување на опозицијата врз база на некоја платформа на ДОС во Србија, овде би било ДОМ, значи демократска опозиција на Македонија, кај што за прв пат во некоја опозициона коалиција би се нашле македонски, албански, бошнички, секави други партии, веќе ако може да се коалицира со Барам Амди, тога зашто да не се коалицира, не знам, со некоја албанска политичка партија или помеѓу Лјупчо Георгиевски и СДСМ. Ма погледнете вие оваа атмосфера. Ние веќе живееме во комплетна една недемократска атмосфера. Оваа да се случи, што е непринципиелно, што е недемократски и што е надвор од системот на Република Македонија. А власта го представува тоа како тоа. Значи, јас во овој момент можем да ви кажем дека мене никој не ме контактирал за една таква коалиција. Меѓутоа, во принцип, тоа да се случи, јас не можем во овој момент да го одбијам и да речам дека тоа е лошо за Македонија. Дури и се плашам дека оваа недемократска атмосфера, ова неодење кон евроатлантските интеграции, оваа атмосфера на узурпација на историските процеси, на архитектурата, на се она што се случува во Република Македонија, значи, можеби ќе не доведе спонтано да го направиме тој договор. Јас навистина сметам дека Македонија е веќе една многу загрозена демократска земја. Вчера дознав една работа дека на еден познат писател во Република Македонија му е даден налог, нормално со голем хонорар, да напише книга за еден ВМРО-вец од 90-те години наваму. Пазите, тоа ни Лазар Кулишевски не го правеше. На писателите Министерството за култура да нарачува книга. Георгиевски, до кај отиде работата? Минатата година во Сведок излегува серија на текстови кај што се кажува дека на познати политичари во Република Македонија им биле давани пари да пишат против вас и вашето семејство. Да, за жал тоа. Значи тука се спомнува имењата на Тодор Петров, кој тоа го демантираше после во Сведок, и на многу други видни ВМРО-вски политичари денес, Мане Ковлевски и така натаму. На тие пишувања во Сведок, нормално власта не обрна внимание затоа што таа беше засегната. Видите, Васко, јас после 10 години морам да ја кажем дека навистина доживав еден, како да кажем, непријатен шок. Кога излегува тие текстови во Сведок, јас очекував, тогаш барем мислев дека тоа СДСМ го прави. Денес, после 10 години, сваќам дека го правеле тоа луѓе во моментот кога јас сум ги спремал да ја преземат партијата и да им го дадам ВМРО ДПМН. Тоа е 2003 Тоа е, значи, периодот кога јас се уште сум председател на ВМРО ДПМН и го спремам Никола Груевски за нов председател на ВМРО ДПМН. А тие ви ги спремат Во тие гнасни исто време текстови. Излегуваат текстови лично гнасни против мене, против моето семејство, нарачени од структурата и пријателите на истата таа структура. Што ја сега да мислам за моралната доблест на некои луѓе? Затоа ве прашам, зашо ве чуди ако некој дава пари на некој познат писател да пишува книга за некој ВМРО-вец од 90-те години, кога ви гледате дека тоа сценарио и тој модел бил разработен и во однос на вас, што не ви направија? Дека имате турски корени, дека сте биле дека сте биле во омрачните на турски бизнисмен во Република Македонија. Што сакате по-лично да напише некој кој вие го спремате за председател на партијата да ја преземе партијата? Мислам, јас сум шокиран од некои процеси, од некои настани. Стварно сум шокиран како луѓето може да функционираат на тој начин. Погледнете ги рекламите, се враќаме за една минута да одјавиме нашата вечерашна емисија.
Стариот добар проколин отсега во ново пластично шишенце и во нова модерна амбалажа. Ви ги представуваме и новите проколин вештачки солзи за хигиена на очите, кои овозможуваат чувство на комфор. Заедно со проколин, раствор за чистење, подмачкување и за дезинфекција на вашите контактни леки. Проколин, линија за комплетна нега на очите. Ало, Душо, доаѓам со шефот, подготви нешто. Веднаш се враќам. Повелете, комшивке, се брзам, ми доаѓа важен гост. Не паничете, комши, имаме се. Јас знам дека секогаш можам да се потпрам на вас. И тоа со целосна доверба. Јас повеќе би сакал чаша бела. Повелете, комшија. Колку начини за искаштување можете да замислите? Ви го представуваме Бронлес, ефикасен при продуктивна кашлица. Бронлес го олеснува искашлувањето и дишењето. Секоја генерација го заслужува својот Јарис. Новиот Јарис од Тојота. Ова беше емисијата во Центар, јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи. Не се гледаме идниот понеделник во истото ова време. Пријатно вечер, Македонија, каде и да си.